Поради прекин во конекцијската интернет врска со преносните компјутери на попишувачите денес околу 2 часа беше во застој пописот кој стартуваше вчера. Веста ја потврди директорот на Државниот завод за статистика кој проблемот го лоцираше во интернет провајдерот. Истакна дека апликацијата за попишување не може да се поврзе на интернет. Потврда стаса и од попишувачите кои денеска беа на терен и мора да паузираат 2 часа од теренските активности со пописот на населението. На првиот ден од пописот вкупно биле попишани 94.975 лица, 28.594 домаќинства и 37.544 станови, информираа денеска од Државниот завод за статистика. Значи, попишувачите ќе го обиколат својот пописен круг, доколку не најдат некое домаќинство дома, што сигурно ќе се случи, бидејќи ние не можеме да останеме 25 дена дома и да ги чекаме попишувачите. Значи, попишувачот е должен да остави известување за повторно доаѓање. Значи, попишувачот ќе остави едно ливче на кое ќе пишува кога повторно ќе го посети домаќинството. Попишувачот е должен да доаѓа онолку пати колку што е потребно за да го најде домаќинство. Целта на пописот, значи идејата за попис и што значи попис? Значи сеопфатност. Никој не сме да биде пропуштен, никој не сме да биде неопфатен со попис. Така што никој не треба од населението да се грижи, попишувачите ќе доаѓаат онолку пати колку што треба за да го најдат домаќинството. Доколку да се случи некаков проблем или не може да се најдат со попишувачот, значи постои комисијата на пописен район, на нашата веб страница има контакт информации, адресни податоци за комисијата на пописен район. Ние стоиме на располагање по 24 часа, нашите телефони се објавени. Секој може да ни се обрати и да го исконтактираме со комисијата, односно со соодветниот попишувач. Можноста за самопопишување на лица во странство до денеска до 7 часот и 30 минути ја искористиле 191.550 лица. Пописот на населението на домаќинствата и становите во земјава, кој официјално започна вчера, ќе трае до 30 септември. Во пописот се вклучени 5000 попишувачи, 500 реонски инструктори и 150 државни инструктори. На секој попишувач му се доделени од 100 до 120 адреси кои, ако тој ги попише пред завршувањето на пописот на 30 септември, може да добие уште неколку според потребите. Секој попишувач има службена легитимација и маечка со соодветни белези за пописот и должен е да ги презентира пред граѓаните пред почетокот на самиот процес.